Иако зоолошката градина во Скопје соопшти дека слоницата Дуња била успиена, поради старост и болест во координација со нејзините донатори од Белгија, Сдруженијето Анима Мунди побара итно затворање на зоолошката. А градоначалникот на општина Газибаба, одговорноста за овој и други случаи на негрижа во зоолошката, ја гледа во лошото менаџирање од администрацијата на град Скопје. Градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стефковски во објава на својата официјална страна на Facebook се осврна на скандалот со зоолошката градина, како и состојбата во јавните претпријатија на градот Скопје. Тој ја обвини скопската градоначалничка Данела Арсовска, како директно одговорна за, како што вели, нефункционалноста и скандалите во повеќе институции, меѓу кои и јавното сообраќајно претпријатие Скопје и јавното претпријатие Комунална хигиена. Во објава на Facebook градоначалникот Стефковски напиша: во градот Скопје функционира единствено промената на директорите на јавните претпријатија. Ниту Скопје, ниту скопјани не го заслужуваат ова. На Скопје час поскоро му е потребна функционална градска администрација и функционални јавни претпријатија кои ќе бидат сервис на скопјани. Напиша Стефковски. Четворица полицајци ќе бидат казнети затоа што неказнето пуштиле возач кој возел со брзина од 272 км на час, а за кој неофицијално се тврди дека бил познат влијателен бизнисмен. Одделот за внатрешна контрола достави известување до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција против четворица полициски службеници кои не презеле мерки согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Против возач кој се движел со брзина од 272 км на час, туку учесникот во сообраќајот бил само предупреден, известуваат од Министерството за внатрешни работи. Началникот на мобилна единица за безбедност на сообраќајот на патиштата побарал од началникот на оддел за униформирана полиција, сектор за сообраќајни работи да не биде напишана казна за сторениот прекршок. Поради што началникот на оддел за униформирана полиција, сектор за сообраќајни работи извршил влијание врз полициските службеници да не констатираат прекршок по член 36 став 3 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, туку само да изречат предупредување. Против четворицата полициски службеници поднесен е и предлог за поведување на постапка за потешко кршење на работниот ред и дисциплина, информира од Министерството за внатрешни работи. Се реконструираат тоалетите во основното училиште 11 октомври во населбата Пролет, со примена на подните и дивните плочки, подните сифони, санитарната опрема и галантерија, ново осветлување, варосување на џидовите и промена на вратите. Од општина Центар известуваат и за реконструкција на тоалетите во основното училиште Кочо Рацин на Водно, каде треба да бидат обновени и кујната, спортската сала и неколку училници. Проектите се финансирани од Светска банка. Агенцијата на Обединетите нации за борба против дрогата му донираше на скопскиот сектор за внатрешни работи тестери и друга техничка опрема за откривање на опијати. Донацијата од Канцеларијата на Обединетите нации во Скопје треба да придонесе за поефикасно вештачење на лице место на мали количини дрога, согласно со законските измени кои ќе овозможат скратени и поедноставни процедури за испитување и казнување. Таму е Скопје, град мој убав лише, што ми расу тесни. Вечно ќе ја